Значи нека почне сега од прв кадар да биде крупно, ќе му даваме збор него, зашто ке него кошот се гледа позади. Се гледа кошот? Чекај, не, морате да тргнам. Па добро, добар ден, добро вечер, што и да е, драги наши заклучени, односно под локдаун слушатели, гледатели и слично. Dream Team на вашите екрани, Comcast, следна епизода, додека сме во изолација, мора да дискутираме нешто, да правиме муабет, доста само чатаме и коментираме по Facebook. Еве, гледате овде, сеат Мите, јас, чека се пинувам малце за да го научам ова, ете, сме тука. Одбравме да зборуваме на тема која што секако е многу актуелна, затоа што сите можни кликбейт наслови се на таа тема, тоа е коронавирус и 5G, нормално, пошто се едно друго неминовно поврзани и тоа до крајот на оваа епизода ќе го докаже Мите. И со микробранова исто се поврзани. Да. 5G со микробранова се проврзува преку Internet of Things и целта е да го контролира целиот тој двом. Да, значи, дечки, зборуваме денеска за епидемија, корона, ковид и медиуми. Значи, минатиот пат со Даријан зборувавме за маркетинг и како компаниите се справуваат, а денеска би требало да му дадеме малце повеќе збор на Сеат, затоа што нели он е тука најупатениот од сите нас, а ние да се обидеме да го малце повеќе испровоцираме за да каже поише работи, што се случува во моментов, како реагираат медиумите, како реагираат луѓето во поглед на конзумпција на медиуми или што и да е друго во време на ковид. Сеат почесниот отворна реч, ќе давам тебе. Дарко, фала, само веднаш многу ме обремени што ми ја даваш клучната улога, не знам дали толку ја заслужувам. Вие се подедах во активни, компетентни, ама ајде сега, јас ќе видам. Фронтмената, вие во бекграунд ќе држите такт. Добро, значи може да се каже дека ова е една од посериозните кризи. Многу мина од политичарите и државните лидери зборуваат дека е најголема криза по Втората светска војна. Навистина зачудувачки како за толку кусо време се глобализираше тој проблем со овој вирус. И сите ние бевме затечени, иако, како да кажем, свесни сме за последици од таква некоја можна глобална пандемија, но се брзо се случи, сакам да кажам, и во сите сектори се обидуваме да се престроиме, дали е тоа бизнис, образование, дали е медиум и така натаму, така што може да кажам дека и медиумите се затечени во смисла дека како работат, што да работат, што е важно, многу има информации, како да се селектираат информациите, бидејќи лесно е да се каже или да се прогласи дека некој е, не знам, парамедиум или лажен медиум, дека ова се дезинформации, но и од оној огромен квантум на информации што циркулираат, тешко е, навистина, да се определи што е вистинска информација, што е полуинформација, тешко се проверуваат информациите и така натаму. Мене, значи, имам разбирање за медиумите под притисок се, но се случуваат и многу грешки, пропусти, дури и во овие мејнстрим, традиционални, професионални медиуми и така натаму. Мора да бидеме свесни дека еден дел, значи демографска свест за функционирањето на медиумите мора да имаме, во смисла дека сите сме разгранети, постарите, повозрастните ги следат традиционалните медиуми, помладите воопшто немаат никаков, рече се, пристап или потреба да ги следат традиционалните медиуми. Тие се многу размрежени по различни, не само интернет страници, не само апликации, и во таа смисла сакам да кажам дека сме фрагментирани и во таа фрагментираност може да стекнеме погрешен впечаток, да изгубиме целината, што се случува во медиумите. Тоа е многу важно. Значи, што и да е дел од нашата реалност, тоа е еден мал промил во купната реалност. Значи, треба да имаме свест дека сите сме затворени во некои своји комори и треба да внимаваме кога зборуваме за целината што се случува, колку држи тоа. Постојано треба да проверуваме, да собираме информација така натаму. Интензивно сите сме затворени повеќе од што е тоа вообичаено и преоптоварени сме со информации, како што спомнав, треба внимателно да бираме што гледаме, кои извори и така натаму. Јас, да речам, се обидувам да се снајдам, значи, во смисла што од светот да се следи, што од дома да се следи.
И мора да презам некои практични, како да кажам, чекори за да се контролира или селектира тоа цунами од информации, тоа го препорачувам и на сите. Значи, не дозволувајте од сегде да ова е критично време, толку има информации што сега е можеби најважно да знаете кој медиум следите, на кој медиум верувате, кои новинари така натаму работат, проверуваат информации така натаму. Сподели го твоето лично искуство. Во смисол како изгледа твојата дневна рутина за следење на темиве, како ти се информираш, од каде се информираш, како им пристапаш на информациите, баш онакако, да речеме некој екстремен случај, ако си имал таков период на почеток, претпоставам сега помалку следиш, пошто ја по себе тоа го гледам. Да, морав да се реорганизирам во смисла дека повеќе да внимавам кои медиуми, значи можам да кажам сега е можеби субјективно, ама не можам веќе да браузам, да следам агрегатори прехаотично и ги посреди да речеме фидовите, односно преку Facebook или Twitter, таму ми е примарен стрим или таймлайн кај што ги следам медиумите, потоа новинари на социјалните мрежи кои што имаат доверба или заслушале некаква доверба, се потврдени во смисла на професионална работа, дека не објавуваат непроверени содржини информации така натаму. Значи во таа смисла морав да го редуцирам бројот на информации кои што стига до мене. Веднаш тука беа жртва овие огромни, како да кажам, unblock, како што се агрегатори, не знам, и други од Twitter особено, морав исто да ги намалам. Така, тоа беше, доста се покажува, како да кажам, компаративно кога следите наши медиуми, дека регионалните медиуми, како што се N1 и Ал Джазира, дека се на едно по-високо рамниште навистина и по организација, не толку по продукција, ама така што и нив треба човек да ги следи, за да, не знам, има некој поширок контекст, макар регионален, така што повеќе гледам и од овие телевизии, условно кажам, и ги следам нивните фидови. И аналитичко новинарство, на сите ни е потребно. Значи, еве, меѓу нас разменуваме доста линкови, корисни статии, каде што веќе излегуваат некои сериозни истражувања за како настана кризата, како се шири, кои се клучните фактори, така натаму. Значи, анализи од светските медии, од New York Times, Washington Post, Guardian и така натаму. Делам, не е проблем да се достапот до информација, колку што проблем на селекција на информација. Тука мора да внимаваме. Бите, како се снаоѓаш ти на тема? Не знам од кај да почнам, пошто искрено темава ја следам многу одамна, кога воопшто во македонските медиуми не беше воопшто спомнато, или било сигурно некаде во делот за свет некоја 10 секунди дека во Кина се има појавено, меѓутоа некаде на крајот на декември, ако не се лажам, беше од CNN ја добив првата информација дека има нов вирус кој што се појавил во Кина. Не обрнав многу внимание на целата ситуација, затоа што мислев дека ја вадат малце од пропорции големината на заканата што ја има, пошто сепак CNN е breaking news и секогаш мора и со скептичност да гледаш на тоа колку навистина тоа може да биде таква закана по светот, како што денеска можеме да сведочиме. Меѓутоа, како се развиваше приказната, беше веќе јасно дека реално нешто се случува посериозно отколку некој обичен грип или вирус кој што излегол и може да се контролира. Меѓутоа, пак беше предалечно. Сето тоа го следиш некаде во Вухан, некаде, па дури кога се појавија некои си други случаи, првен испадна во Северна Кореја, Сингапур, тие што се околните земји, па беше предалеку. Дури и во Европа кога дојде, па беше некако предалеку кај нас. И многу поразлично реагираш на приказните кога ги читаш. Затоа што реално Македонија ги избегна оние епидемии што се појавија, SARS, кој што беше можеби еден првиот најпознат таков респираторен вирус кој што се појави. Овој уствари братучет му е на тој респираторен вирус. Од таа групација
на вируси, меѓутоа тие сите ги избегна и некако читајќи ги светските медиуми јас се надевав дека Македонија како што Небитни. големи трендови ги избегнуваат, сигурно и вирусов нема да помине да дојде кај нас. Меѓутоа се покажа сосема спротивното. Јас и понатаму највеќе следам што се случува на светските медиуми во однос на ситуацијата со коронавирусот. Значи, тоа претежно се New York Times и Economist и CNN не, меѓутоа како што кажав, CNN повеќе за breaking news, иако искрен да бидам, ги имаат едни од најдобрите анализи за коронавирусот и низиното CNN и низиното влијание што се случило и како и што може да биде. А како што и сега кажа од домашни медиуми, гледам да видам што е можно по филтрирано по природата на нештата, затоа што сакам се што и да видам какви може дезинформации и мисинформации да се шират околу вирусот. Сум жртва да ги проверувам стално и тие некои кои што знам дека може да не само медиуми, туку и оние групи на Facebook и споделување, морам да ги следам и тие, меѓутоа генерално кога сакам да дознаам информацијата, чекам на веќе соџвакана информација, односно информација која што поминала одреден циклус, значи поминала breaking news да биде, па поминале првични информации за незе и на крај веќе кога се почнува одредени реакции на првичната информација што била breaking, тогаш веќе можеш да имаш некоја слика дека тоа е навистината информација, дека тоа не е нешто што може поминало како breaking news, меѓутоа потоа се испоставило дека не е тоа баш така, значи тој циклус додека не се оформи на веќе информација која што поминала неколку филтри на новинар, уредник, јавност, институција реагирање на таа информација, деманти или не деманти или дополнителни информации и појаснување, дури тогаш прифаќам како да речеме информација која носи вистинитост. А иначе во однос на денот, искрено да ви кажам, овие кризирања што ги гледам кај луѓе дека има нешто кузне, као мене не ми се промени нешто премногу денов. Изгледа социјалното дистанцирање сум го применувал уште пред да почнува коронавирусов, изгледа сум во таква фаза во која што социјалното дистанцирање реално поопшто не ми го премени ритмот, освен тешкото работење од дома. Тоа е искрено тема само за себе и без разлика колку и да си подготвени еден тон документи, буквално никогаш не сум се оставал да ги немам сите документи на клауд некаде. Тешка е работата. Од тоа што на работа имаш друг сетап и си навикнат на тој до дистракции во домот, од тоа што да јадам, чеке да готвам, чеке чај сега ми се пие, дете, ти се јавуваат луѓе, значи генерално тоа е променето. Сега не ги спомнавме, никој не ги спомна, ти ги спомна како брендови само. Телевизија, мејнстрим медиуми, нешто како што тоа е посоџвакана информација, не е на прва и да е breaking, не е само некој видео фрлено, еве како изгледа болница во Италија и слично, туку пак за да го поставиш на телевизија или на некој посериозен канал, мора да ги помине овие работи што ги спомна Мит. Дали може би е попаметно или да кажем искусно да се следат некој таков тип на информации сега или да се обидуваме сами да ги пофаќаме да расфрените парчиња медиуми на лево десно по социјалните медиуми, типот на ова видео било сега, ова било пред 10 години, ова пред 5, па да мора да се обидуваме сами да дознаеме дали нешто е верно или не е верно на ситуацијата. Тоа ти е добра забелешка. Јас кога спомнав дека мораше лично јас да се преорганизирам, да не продолжам со некоја дотогашна рутина како ги следам информациите. Води кон ова што ти го спомнуваш и значи некои навики морам да сменам бидејќи навистина беше прехаотично колку информации стига за нас и тоа на иста тема. Некогаш се исти, ископирани, некогаш се различни, некогаш се контрадикторни. Без друго препорачувам човек да
во кризи тоа е добро. Значи некои рутини преиспитуваме. Како ги практикуваме, дали е тоа во ред или не. Спомнам дека агрегаторите морав да ги одбегнувам, дека ги како кажам, ги проверив повторно листите кои какви информации споделува и на социјалните мрежи и така натаму. И ово што го спомнуваше добра, мисла во вистински правец. Во вакви кризни периоди може би е малку подобро се враќаме кон традиционалните медиуми, кои што колку толку се уште задржуваат некој вид на редакцијска работа. Значи, ако они работат како што треба во рамките на професионалното новинарство, секако имаат своји професионални филтри. Значи, од уредник, главен уредник, новинар и така натаму. Значи, малку ќе ни олеснат барем тие кои што ќе отфрлат некој вид на, како да кажам, информации кои што навистина не ни требаат или се одлични. Значи, во ова смисла, јас би препорачал малку да не само да се вратиме кон традиционалните медиуми, туку и да споредуваме. Значи, ако останеме само на интернет или само на социјални мрежи, има луѓе кои што следат само социјални мрежи, тоа е веќе не само што пренапорно, туку веќе се оставате на милост и немилост луѓето. Проблемот со социјалните мрежи, е сложен, но во суштина мене како ме води искуството и она што из истражувачкиот, како да кажам, мој ангажман го забележуваме дека што и да ставите на социјална мрежа, тоа е мислен, тоа не е факт. Дури вие ако ставите линк од некоја сериозна вест или истражување, вие го врамувате и не само во своји ставови и коментари, туку и ни самиот, како да кажам, свој личен печат кој што додавате на таа вест, тоа практично и фактографска информација ја трансформирате во мислење. Значи, кога следиме социјални мрежи, тоа е тенденција на овие онлайн медиуми генерално, ние не читаме факти, туку мислење. Мислење. Сите се преработени или, како да кажам, некако трансформирани во мислење. Дури гледам и кога луѓе ставаат бројки, спомнавме за тоа, се надам ќе чепнеме таа тема. Хајде, отвори. Да, дека бројките се најопасни дезинформации. Значи, од милион бројки, иако инсистирате или повторувате одредени бројки, ги фреймувате, ги ставате во рамка, потоа ставате своје мислење, коментари и така натаму, значи и бројките всушност ги трансформирате во мислење, нешто што е најфактографско. Тоа е проблемот. Кога сме кај доминира мислењето, а не информацијата, повеќе. Кога сме кај бројките и дезинформациите, тоа реално и првата работа што се манипулираше, ако го следиме развојот на целиот наратив околу коронавирусот за тоа колку е опасен и колку не е опасен, или како треба да се однесуваме спрема него, беше со повторно манипулација со бројки. Најголемиот дел од оние што политичари, што оние што излегуваат дежурни експерти и на светски медиуми, и на домашни медиуми, правичното нешто што го користеа за да ја ублажат, да речеме, влијанието што може да го има овој вирус и неговата опасност, беше дека што се уплашиле медиумиве толку дигаат галама кога овој вирус убива помалку отколку што на годишно ниво убива еден обичен сезонски грип. И сега тука нема во фактите лага. Тоа е точно. Меѓутоа имаш во интерпретацијата мрвување на нешто што те насочува да мислиш во една насока. Односно, никој не кажува дека тоа е апсолутната бројка, затоа што сезонски грип на годишно ниво заразува милиони. За разлика од коронавирусот, кој што сега по официјални бројки се некаде стигнавме околу пола милион. Меѓутоа проблемот е кога ќе ја направиш споредбата дека овој коронавирус убива процентуално многу повеќе отколку обичниот грип. И тука беше првичната дезинформација и терање на насоката дека ова не е ништо опасно, особено тие политичари што се плаша од можна економска последица од коронавирусот, што реално ќе се случи и ќе биде огромно, иако не се случува, иако среќата е што не е системска како што беше во 2008, туку предизвикано од надворешен
фактор. И можно е поголемо закрепнување, меѓутоа сето тоа ќе зависи нели од како ќе се справиме со целата пандемија. Може да испадне многу полошо од 2008. Меѓутоа, како што сега да кажам, значи најголемиот проблем беше првичното намалување на можноста од големата опасност што носеше овој вирус, и тоа токму преку се користеа бројките како можност за манипулација. Да, го дискутиравме тоа, дека всушност, нели, зависноста од графикон, што повеќе гледаш графикон, и тоа позависен си од она мемето што испадна преска. Приказката е што кога ќе видиме статистика, одма некако слепо веруваме. Она гивчено како social distancing каква функција ќе има, ако седиме дома каква функција ќе има, на волку заболени, волку проценти во оваа земја, онака во таа земја, така. Имаше преска видов еден графикон таков као некаков инфографик во земјите кај што се носеле маски, врз основа на тоа колку починат имало, врз основа и во земјите во кои што не се носеле маски. Некои такви работи кои што, значи, нити имаш методологија, нити имаш потврдени факти, нити ништо, само направено убав инфографик. Добро, тоа вистина, знаеш, оно има едно стално во теорија на дебата и јавно говорење, особено за аргументи кога зборуваме. Имаме еден пример што го користиме као градоначалникот на Љубљана, таков е примерот, е добар градоначалник, зашто? Затоа што криминалитетот во неговото време опаднал за 22%. Меѓутоа, никој не ги зима во предвид и другите фактори кои што може да допринесат за тоа, како се зголемила работа, дошол некој инвеститор или како и да е, се зголемил стандард на живење, има еден тон. И сега истото се случува и тука. Не е погрешен фактот дека таму во земјите кај што се носи маска се случило тоа што вика дека по. Меѓутоа, вирусот различно се ширеше и различно се делуваше во различни земји. Ако ги земете, тоа се Хонг Конг, Сингапур, Кина и Јужна Кореја. Три од овие не се демократски земји, се авторитарни режими или диктатури. Јужна Кореја е као демократија, меѓутоа постојат таму огромни општествени преси кои што самата држава може да ги наметне. Значи, зборуваме за сосема подруга култура на тоа, кога авторитет ќе ти каже нешто што треба да правиш, ти дали го правиш. И ги имаме сега западниве демократии, во кои што плюс дополнително ги имаме Шпанија и Италија, каде што имаш ти огромен социјален живот. И сите тие не можеш да ги занемериш сите тие дополнителни факти и да кажеш, еве, носете маски и ќе го решиме проблемот. Тука се прават најголемите манипулации со самите факти. Кога ти го земаш фактот, го издвојуваш од еден контекст, и само како го фрлаш како доказ само како чист факт, како сурова бројка. Кога е сурова бројка, никогаш ништо не можеш да кажеш со тоа. Мислам, добро е за манипулација и за дезинформација, меѓутоа реално се погрешни проценките по това. Токму тоа ми беше аргументот, во смисла дека на социјалните медиуми ние добиваме онака парчиња. Значи, можеби тие се точни, ние не влегуваме во тоа дали и колку се заверување или не, да речеме дека се сите точни. Меѓутоа, никој пат не може да го добиеме контекстот, затоа што секој пат читаме дискусија, читаме коментари, читаме ставови, она што го кажа сега, и едноставно треба сами да си склопиме сликата. А склопувањето на сликата е всушност најтешкиот дел. Склопувањето на сликата е делот на, да речеме, професионалци, искусни, не знам, новинари, вакви и такви. Пошто имаме ние и научници кои што имаат спротивставени мислења. Имаме и рецепти за лекови од вирусот кои што имаат спротивставени ставови и покрај тоа што нели лек официјално се уште нема, и русите сега нешто кажа, нели дека успеале да направат, да се смејува. Пак тоа, прашањето е колку секоја можна информација денеска, па дури од сериозен медиум, може да ја ставиме под знак прашање пропаганда. Во смисол на тоа дека имаш руски медиуми, имаш, не знам, кинески медиуми, имаш американски медиуми кои што до пред 3 дена воопшто не се ни замараат толку многу со корона, има една вест у денот или нешто слично, кога негде нешто се случува. Сега веќе тоа број 1 цело време уживо се следи ситуацијата, паника е, бла бла бла.
колку можеме на секоја една информација, на секој еден медиум да ставиме еден огромен знак прашалник пропаганда? Предпоставам дека ова кон мене си го насочил Дарко, така што ќе си продолжам. Дама мал коментар за бројките пак. Ќе се вратам директно на твоите прашања. Значи, кога зборувам за бројките, јас чувствувам дека и медиумите, особено и онлайн медиумите, ги препакуваат, ги прилагодуваат своите информации кон форматите. И сега сите се обседнати, нели, бројката е најубедлива информација. Првата опасност е која бројка, како што самиот спомна Дарко, значи контекстот на бројката и на бројките, на статистиките не ни е даден и ние тоа го пополнуваме со некои заклучоци или предпоставки. И трето е што многу лесно се води пропаганда преку бројки. Значи, ако вие бројките може да ги изолирате, да ги спакувате како што ви одговара, ќе се најефектна пропагандна алатка. Да речеме, забележувам дека при пласирањето, објавувањето на бројки, медиумите и институциите прават многу грешки, особено, да речеме, во смисла да направат некоја прегледна медиумска содржина, која што сите ќе ја видат, ќе ја споделат. Симплифицира. Да. Одноставено, да. И сега мислам дека, гледам јас локалните примери, се прави една грешка. Значи, дури и институциите објавуваат број на заболени во еден графикон, па потоа има број на излечени и број на починати лица. Првата, ако ја земе, значи, треба да се коригира. Значи, тоа не е број на заболени лица, туку број на утврдени, потврдени со тестирани лица. Значи, институционално процесирани лица. Нигде тоа не стои. Значи, реалната бројка ние објективно и за жал не ја знаеме, може би подобри да не ја знаеме. Тоа предпоставам дека стварно не е објаснато тоа. И сега гледам јас тој технички, да речем, пропуст, да речеме дека нема некоја лоша намера за тоа. Гледам и го гледам истиот проблем, пропуст, непрецизирање на бројката, не објаснување на контекстот, дека тоа е институционално потврдени заболени лица. Сега, и во регионални, најсериозни, најпрофесионални медиуми, истото се кажа. Значи се кажа заболени лица. И во светските медиуми исто така. Значи, мал еден пример. Како и дури, како да кажам, најпрецизните информации многу лесно стануваат дезинформации, со тоа одлична алатка за пропаганда. Бидејќи светот е поврзан, глобализиран, заемно зависен, многу лесно е сега, особено преку социјалните мрежи, да пропагандата да биде многу ефективна. Значи, добиваме информации од сите страни и кога сме бомбардирани со сите информации, тогаш веќе ние, како да кажам, ни се губи таа способност или, како да кажам, фокусираност, концентрираност, да ги вреднуваме, да ги проверуваме информациите и регресираме. Во што регресираме? Регресираме кон нашите убедувања. Значи, практично се враќаме кон нашите позиции во општеството и нашите сваќања и дури и бројките и сите информации ги гледаме идеолошки. Ако ни одговара, тоа е добра информација. Ако не ни одговара, вклучително и за информациите кои што доаѓаат од Русија и од Кина. Сега, ако сме ние прозападно ориентирани, тоа се за нас автоматски е пропаганда. Ако сте антизападно ориентирани, веднаш наоѓате голема валидност и така натаму. Значи, проблемот е што кон пропагандата не приоѓаме во смисла на критичко анализирање или испитување на информацијата, туку веднаш да земаме некоја идеолошка политичка позиција и од тоа си тераме. Е многу лошо, многу лошо. Јас сакам да кажам дека оно што е најбитно е оно што го зборувавме малце претходно и да се надобрзам на нешто што сега малце го почнеме, меѓутоа можеби него да заврши во таа насока. Значи, оној долг период, условно кажано, за примање на информациите е многу битен во ова ситуација. Да не скокаш одма на првата информација, затоа што се работи за сериозни информации во услови на пандемија. Тоа што сега го започна на почетокот е да што е можно повеќе да се откажеш сами од себе од примање на дополнителни информации. Јас сето знам дека е тешко. Дома си, имаме во раката цело време мобилен,
очекуваме која е новата бројка, која е новата бројка, која е новата бројка. Меѓутоа, дистанцирање физичко од луѓето, исто така е добро и дистанцирање, односно правење на една информацијска диета во моментов. Прво затоа што по човекова природа, човекот кога нема доволно информации, му проработува имагинацијата. Кога има толку непознати, човекот секогаш го бара значењето. Смисла. Ја бара смислата. Зошто тоа е така? Зошто тоа се случува? Зошто на пример има повеќе во Италија мртви за разлика од колку што има во Германија процентуално. И сега таа информацијска празнина, која што реално не можеме да ја пополниме, ако не ја сватиме сериозно како празнина, која што во моментов не можеме да одговориме, човековата природа веднаш посега пон оно што е имагинација. И тогаш се враќа кон оно што сеат го вика. Чим ќе посегне по имагинацијата, веднаш длабоко посегнува во сврстите ставови кои што му се претходно изградени на човек. И што се случува? Веднаш, чим нема информација, ова е некоја завера, кинезите го имаат направено поради да и наштетат на Америка, американците го измислиле вирусот во лабораторија за да наштетат на Кина, и уште еден тон други работи тука се појават. И тоа е уствари првичниот момент кога луѓето посегнуваат и се многу подложни на било каква дезинформација или мисинформација, без разлика дали е со намера или без намера да направи нешто. И во тој момент всушност почнува таа потрога по значењето и по смислата. Проблем е сега ако тргнеме, тука може сега да се надобрže Бодријаровски, дали информацијата носи некакво значење или не. Ја мислам дека не носи. Колку повеќе информации примаш, толку повеќе си во моментот во заблуда. И ова е однака баш класичен пример на тоа што може да направи инфлацијата на информации. Односно, дали ќе го реши и ќе ти го даде контекстот и значењето, или всушност дополнително ќе те збуни. Во оваа ситуација се покажува дека дополнително те збунува, особено затоа што информациите како информации сами по себе не може да носат значење. Значењето мора ние да им го дадеме на тие информации. А за да се даде значење за нешто што е толку непознато сега е тешко. И треба да помине време за да ние можеме да го створиме тоа значење од информациите што ги имаме. Затоа препораката е, што ви рекол сеат, не само социјално дистанцирање, туку и дистанцирање од социјалните медиуми, за да полесно можете да го надминете таа потреба од да посегнете по имагинацијата и да барате значење во имагинацијата, а не во фактите и во информациите кои што треба да се коментираат. Мито одлично кажано, немам што премногу да додадам. Факт е, значи, до кој степен ние ќе следиме статистики на дневна основа. Значи, толку денес во Италија, толку во Шпанија, толку во Соединените Американски држави, толку кај нас. Сега до кој степен дневните информации ќе бидат информации всушност. Ќе ни откријат тренд или смислата, контекстот. Во таа смисла, значи, премногу зумираме, влегуваме што воопшто ја губиме сликата. Кога ја губиме сликата, наместо малку да одзумираме, ние веќе прескокнуваме во некои идеолошки своји предубедувања, преференции и така натаму. И всушност заменуваме еден вид на аналитичка крупна слика со некоја своја предрасуда. Најчесто. Во контекст на Мабетов, нели вчера беше пуштена веста дека најмногу смртни случаи имало вчера во Италија како некаков нели врв, односно пик во Мабетов. И денеска случајно некаде ми улета појма немам колку е точно или не, дека во истиот ден всушност имало и најмалку нови заразени. И кога дека никој не го зборува тоа, сите го зборуваат тоа. Не знам колку е точно или не е точно таа информација, некаде по Facebook веројатно. Точно беше дека има и најмалку, односно не најмалку заразени во денот, меѓутоа информацијата е дека за прв пат имаат наместо наредниот ден да има зголемување во случаевите, има намалување во случаевите. Значи прв пат имам бележи пат од пикот, а не од првичниот број на заболени.
Мите ги спомна преска различните тоталитарни, нетоталитарни демократски општества за ширењето на вирусот таму, меѓутоа каков има различни сценарија во справување и контрола на информациите од страна на државите и контролата над медиумите. Имаме различни сценарија во кои што државата сега се наоѓа во позиција да биде и единствен извор на информации, да има контрола заради вонредни ситуации и слично. Гледаме различни сценарија во кои што се постигнува дури и последење и слично. Кои се искуствата и кои се коментарите на таа тема? Кој сеат? Ајде мите, нема врска што. Ајде мите. Не, па ја сега цело време јали ќе зборам, не би. Ајде што има врска. Кратко ќе бидам ја, па после ќе може да дополнам. Значи имам две генерално проблеми кои што се јавуваат од начините на решавање. Откако всушност најголемиот дел од земјите тргна во насоката на тоа што беше во Кина и во другите азиски земји, односно затварање на земјите, забрана за движење, воведување на вонредна состојба. Значи генерално тоа е сега во најголем број на земји застапен тој пристап на решавање со коронавирусот. Сега тука имаме две главни прашања кои што ќе мора да се ги одговориме. Што ќе се случи после завршувањето на кризата и како ќе се вратат повторно назад институциите во нормална функција во однос на тоа колку привилегии имаат врз слободата на граѓаните и врз тоа колку они можат да ги користат тие ефикасни мерки кои што ги имаат во вонредната состојба. Дали државите ќе сакаат да така лесно да се откажат, а имаме примери дека не сакаат. Ќе го спомнам нападите на САД каде што Patriot Act после во видоизмената форма стана и друг закон понатаму кој што се уште се користи. И втората ситуација и тука е разликата помеѓу демократските и овие општества, меѓутоа дали и демократските општества ќе тргнат во насоката на масовно следење преку телефони, преку медицинските досеа, отворање на медицинските досеа, за да можат да знаат во кое време кај сте биле, па да ги наоѓаат кластерите како се формираат и така да се реагираат. Ако тоа се прифати во демократските општества, после прашањето како они ќе се откажат од сето тоа. Значи тие се две прашања кои што реално се тежат врз глава на сите нас, што ќе се случи кога се враќаме во нормална, не во онредна. Условно речено нормално. Да. Мите, јас ќе продолжам, бидејќи така ти ми сугерираше. Значи, неколку работи се важни. Прво, значи, сега механизмот или државниот апарат, државните апарати во повеќе земји се впрегнати во еден вид на, како да кажам, трка и со времето и трка со ефикасност. Значи, како да се справи со една сериозна закана. Значи, мерките секакви на контрола, дури на репресивните мерки сега се во полн погон и на некој начин државите вежбаат зголемена дисциплина или режим на контрола или режим на менаџирање. Да, и на послушност, добар израз. Значи, тоа е во пораст. Сега сите сме во фаза, особено во демократски земји, каде што веруваме дека тоа е за наше добро. Што може да произлезе тоа? Значи, може да се зголеми или да се помести скалилото на наша сензитивност кон практикување на овие режими на контрола или процедури на контрол. Може ние да прифатиме тоа да се нормализира. И за други кризни ситуации, истите процедури да се применуваат и ние тоа да не го сватиме, значи тоа е опасноста, едно дисциплинирање и ние да го изгубиме сензибилитетот зошто, што е смислата, што е суштината на тоа дисциплина. Втората опасност, извини, дека само да не ми одлета мислата, е што со влегуваме на многу лизгав терен, следејќи ги коментарите и медиумските известувања, дека Кина и Јужна Кореја и така натаму и други земји
се покажале како поефикасни во справувањето со криза за сметка на справувањето на криза со некои европски земји и Соединетите американски држави. Опасноста е следна, да се добие еден вид на перцепција или општо проширен став дека тоталитарните држави или таму каде што имаат помала демократија многу подобро се справуваат со вакви кризни ситуации, што може да експортира еден многу сериозен проблем, да ја поткопа, како да кажем, да ги поткопа демократските вредности и на некој да му оправда, значи на некој си иден автократ да се инспирира или да почувствува погледен момент да каже за да нашата држава биде посилна, јас ќе ги намалам демократските слободи, мораме сите да бидеме подисциплинирани, не знаеме што не чека, значи со еден вид на одржување и после оваа криза на тој страх или таа закана, да ги подкопува демократските слободи. И трето, малку го допре тоа Мите, кога ќе се воспостави, ќе се промени скалилото на дисциплинирање на популацијата и ќе се воспостават некои процедури, многу побрзо се воспоставуваат околку што се повлекуваат. Многу побрзо. Го спомна Мите многу добар пример со терористичката закана за Соединетите американски држави, колку тоа со години наназад полека се повлекуваат тие норми, правила, постапки, процедури така натаму. Тенденцијата секогаш треба напорно да се вратиме во нормалата на слободите кои што сме ги уживале пред кризата. Ќе го вратам јас моментот назад кај медиумите, значи овој тип на контрола и овој тип на вонредна состојба нас на почеток сите не стави во позиција чекате, се што ќе каже Филипче, ние ќе му веруваме, мораме затоа што мора да се справиме со него, значи мора да демонстрираме послушност и доверба пред се кон институциите, затоа што нели ако се институциите не им даеме шанса да се справат, ние сами не може да се справиме со целата оваа ситуација. И сега се наметнува прашањето на, нели, секој божи ден се ваде и се вадат онакви муабети. Директор на фабрика бил заразен, дали ги заразил сите. Докторката била заразена, колку има од неја заразени. И некои такви ситуации во кои што, значи, ние сме единствениот извор на информации кој што во дадена ситуација не може да биде нити реално транспарентен, отчетен или што и да е. Ние тој еден, да речеме, владен систем во оваа ситуација. Колку тоа влијае на градењето на информациите и на објективно некакво известување од страна на медиумите и колку можеби обратно па остава голем простор за оние кои што сакаат да напаѓаат, да речеме нели од другиот политички табор да напаѓаат и да не може баш многу лесно да се аргументира дека тие немаат право или имаат право. Мите. Многу долго ми беше прашањето. Оливера Трајковска да го поставуваш. Многу на политика ми затеравте, не ме заведе, морам да ме вратам назад кај медиумите. Контрола на бројки, контрола на информации и бркање на скандалозни приказни од типот на нели дали докторката заразила, колку луѓе заразила и слично. Ќе го почнем и тоа, само сакам малку да се навратам на сеато оно што го кажа односно на неговата втора точка, точно тоа е едно од најголемите проблеми, тоа е во одреден момент да стане сега допадлив тој диктаторски систем и авторитарен систем на владење, уште повеќе што последниот извештај што можевме да ги видиме за годинава е дека нивото кон довербата во демократијата на светско ниво е паднато на најниско можно ниво од кога се мери тоа. И сега кога имате таква ситуација и дополнително имате ситуација во која што очигледно се тера наративот дека авторитарните режими се далеко поефикасни во справување со кризи, и тоа е така на краток рок, затоа што они можат многу лесно затоа што еден центар донесува одлуки што ќе се прави, нема премногу прашања, чекате малку дали може туку донесуваат веднаш одлуки и во тоа смисла се поефикасни, меѓутоа на долг рок никогаш не се покажало дека таквите системи се подобри отколку демократските системи. И тоа е најголемиот проблем од тоа. Мислам, ева ситуацијата имаме со Орбан, кој што веќе
побарува да биде некаква шанса да скоро и да не може да се промени, односно да биде изгласан за доживотен малтене председател со нова система. Најверојатно ќе пробаат многу такви диктатори да го искористат овој момент за дополнително да ја зајакнат својата позиција, и многу и други демократи ќе посегнат по тоа. Оно што се случува кај нас е во однос на следењето на медиумите, значи се забележуваат неколку трендови. Тоа се еден тренд да се оди во насока на скандализирање на целокупниот проблем. Имаш друг тренд на не знам дали сите може да се кажете медиуми што ги спомнувам во ситуацијава. Друг тренд на тоа дека не е сериозна ситуацијата толку, значи таа линија на дека премногу се владата се дозволува, особено со вонредната состојба, дали требало или не требало да има зграбување на власта и така натаму. И еден тренд на кој што не траеше долго и со среќа не траеше долго, на играње пародични вести со ситуацијава, кој што е многу опасен. Било каква пародија би било опасна на тема ако не е добро смислена, а не па пародија да се појавува во медиум кој што репортира секој дневни вести. Сега тука се прави забуна. И третиот тренд или четвртиот, кој што е онака би рекол најширок, е борбата на медиумите кои што се, да речеме, условно речено, покредибилни и посериозни, ама да ги имаат први информациите во вакви услови, први да ги објават и прават прескокување на одредени правила, да, со некои нивни внатрешни кртови што ги имаат и што им даваат информации, ќе ја дознаат бројката на ново заболени, па ќе објават пред тоа да биде официјално. Значи, овие се 4 некои девијации што можев да ги забележам од страна на медиумите. Не мислам дека целосно треба да се контролираат, тоа е погубно за било која држава и демократија, да се контролираат информациите на протокот на информации, меѓутоа треба да бидат сериозно сватени од кај доаѓа. Затоа не би се сложил дека само државата е таа што треба да дава информации, да, или институциите, да, првичните треба да дојдат од нив, меѓутоа новинарството како професија никогаш не било тоа дека тоа што ќе го каже државата и институцијата, ние комплетно веруваме во тоа. Да, тоа се официјални бројки, меѓутоа ние никогаш не ја знаеме вистината зад тие бројки. И секогаш на новинарството е задачата да биде сомнително, меѓутоа да бидеш сомнителен во однос на одредени работи кои што може да бидат предмет на истражување, дека чекајте, вие кажувате, меѓутоа ја не се сложувам баш со вашето. Меѓутоа имавме еден пример сега со едно истрчување на скоро сите новинари во однос на цената на тестовите, како тоа цена во приватна амбуланта кошта повеќе отколку цената што е во државната. И сега ова вака ако го поставите одмаш, оно со бројките што претходно го зборувавме, веднаш поставува ситуација, тука има нешто коруптивно. Меѓутоа во овој ситуација не можеме така да се однесуваме со таквите бројки, затоа што ситуацијата е сосема по-сложена отколку кога е нормален тек. На никој од новинарите не им текна да објаснат во самите текстови дека има различен тип на испитување. Еден на имунолошко ниво, друг на молекуларно, па едниот е поскап затоа што е попрецизен и така натаму. Меѓутоа тоа е огромен проблем што се појавува во тие медиумски девијации. Да, не смееме да дозволиме да државата биде единствениот извор на информации, мораме да ги препровериме информациите, меѓутоа треба и одговорно да се однесуваме. А во оваа ситуација повторно ќе кажем дека информацијската диета мора да проработи, да не бидеме гладни за информации, туку да бидеме гладни за проверени и точни информации кои што нажалост по-бавно се движат отколку било кои други информации.
Да ја сменам темата, сакате или сакате што малку? Не, чекај, па јас да се произјаснам. Не, беше инспиративен мит и веднаш ме неколку работи. Прво, го спомнав тоа и сакам јас да дополнам дека иако е кризна ситуација, вонредна ситуација, така на тому, никој не смее, не треба да ги обесхрабрува новинарите да ги поставуваат незгодните прашања. Да, можеби е тоа непријатно, можеби министрите, не знам, другите одговорни на локално ниво, локалната власт така натаму имаат многу работа, но новинарите мора критички да продолжат, без разлика. Значи, што се вели со усул, навистина да не претеруват, но критичкиот приод поставување на незгодните прашања мора да се продолжи. Една работа која што исто доста проширена, како да кажам, некое становиште или стојалиште преку социјалните мрежи е да сега е висинско време да се затворат некои медиуми и веб сајтови кои што шират дезинформација и така. Тоа е многу Добро, има некои што треба да се затворат. Не, видите, значи етата тоа може да биде прагматично од позиција на државата, така да затвори некои извори на дезинформација. Но штетата од воспоставување на таква пракса е многу поголема или може да биде многу поголема од штетите од самите тие дезинформации. Така. Затоа ви што еднаш кога ќе го направите тоа, потоа не знам кој ќе го сопрете. Секогаш ќе се најде изговор за затварање на веб страници и блокирање. Значи јас би повикал на предпазливост. Треба многу да се внимава. Навистина ако направи некој нешто исклучително, тогаш треба да се применува законот. Но сега како некој Vox Populi да се прави кампања да се затвараат веб страници или онлайн медиуми, тоа е многу чувствително прашање, особено во наша средина каде што немаме толку изградена политичка култура и на толеранција кон различни политики, не знам, секакви ставови во општеството, тоа е многу опасно. И трета работа која што мислам дека е важна, ми пречи лично, мислам дека е погрешно, може би е субјективно, но би повикал малку на по-широка дискусија за тоа. Значи, институциите да одговарат на шпекулации на социјалните мрежи. Не знам колку тоа препорачливо, особено кога ти имаат сега многу по... Прво беше шпекулациите, не знам, за курсот на денарот, па шпекулации за 5G мрежата и така натаму. Значи, институциите треба да се тераат својата работа. Шпекулациите никој не може да ги сопри. Ниту еден демант или повик или апел не може да ги сопри. Значи мора малку повнимателно да се пакуваат тие работи. Ако го чувствувам поривот или позитивниот, односно добронамерниот мотив тоа да се демантира или да се, но тоа не е начинот. Значи институциите, министри или не знам си кои што да дават некои соопштенија и апели да престанат шпекулациите, тоа нема функција, нема никаква функционалност. Значи во таа смисла треба да се внимава и треба повторно малку повеќе по важна улога да добијат традиционалните медиуми. Немаме каде да бегаме, значи сериозен дел од популацијата гледа телевизија по цел ден. И добро, мора да го канализирате тоа, значи не гледаат сите, Морам да потенцирам. Кога ги кажеме традиционални медиуми денеска, не секогаш мислиме исклучиво само на телевизија, туку мислиме на сериозни медиуми кои што функционираат и онлайн. Значи ти ги спомнаш редакција. Да, значи редакција кај што збораме. Традиционален начин на производство на вести. Традиционален, да. Значи сега ми направи отвор затвор, сега да ти кажам прво, таман сакав 5G темата да ја отворам и ти ми направи отвор затвор. Знаме кај ти е. Па е у тизерот на видеото на почеток ја пуштивме. Доека зборуваше ми текна да друга работа. Самиот факт што се нафативме да зборуваме за 5G и ни стана тоа топ тема сега и не е нова дискусија, нема ништо ново на таа тема сега, него ја извадивме од нафталинот некаде, затоа што некои конспиративни теории ја поврзаа и со вирусот. Дали става до знаење дека се враќаме во некоја нормала во која што не сме обседнати само со вирусот, дека може глупост некоја рандом да ни го обземе денот да ни биде онака како топ вест на денот и слично. Во смисол на као окей, ова више ни е реалност, прифатена, секојдневието, па сега може да се вратиме на дневните глупости што ни се случуваат и ги окупираат медиумите и политичарите и слично. Ова ти е добра поента. Мите, извини ако те прескокнам, само да не ми одлете мислата, значи
одлично го лоцираше проблемот. Значи, колку дена поред ние може само за корона да следиме информации. Сега не треба некоја друга тема и улетуваат вакви теми. Тоа е еден вид на бегање од, како да кажем, не од реалноста, туку дека обид за разрешување и справување со заситеноста од информации за една тема. Да, таа се уште е актуелна, можеби е поактуелна од пред 7 дена, но ни треба некој изивен вентил и сега влетуваат вакви теми. Апсолутно. 5G мрежата сега сите зборуваат за тоа, дури апели, соопштенија од не знам си од кои се не институции, од кои се не функционери и така натаму. И ќе има вакви теми, за жал, најверојатно вакви ескапистички или теми забегувачки, колку да забравиме на короната, ама тоа е реалноста. Која живееме во заедница, не може да избегнеме. 5G-то во една теорија всушност предизвикувач на короната. Да. Една од теориите на заговор на тоа дека само земјите кај што има 5G го почнале ширењето на вирусот. Нормализација на целиот процес мора да се случи затоа што првичниот шок можеби се уште трае од целата нова настаната ситуација. Меѓутоа, најверојатно интересот на луѓето за самата тема ќе спласнува особено во моменти ако успееме да ја исправиме кривата, или што е целта, особено ако немаме ние реални проблеми со изгубување на доволен број на капацитет на легла и така натаму или на респиратори. Ако ги немаме тие проблеми, ако не се случат, и се надевам дека нема да се случат, сите се надеваме на тоа зголемување на бројот на жртви од самиот вирус, тогаш најверојатно првичниот шок ќе биде надминат и ќе се врати ситуацијата во која што луѓето нема да им биде веќе доволно информации само за короната, туку ќе имаат потреба и од некаков друг на информации. А во меѓувреме мислам дека ово што со 5G мрежата е нешто што всушност е повторно таков крик на наоѓање на решение за нешто што се уште не знаеме што е. И многу едноставно, 5G го предизвикува короната, ако ја земеме таа теорија, веќе ние сме си направиле значење, знаеме што е. Сега, таквите најверојатно од онаа што зборов на почетокот информацијска празнина, односно значење кое што ќе ги објасни работите, излегуваат многу вакви теми кои што реално ќе сакаат да дадат инстант решение на ситуацијата и тие ќе бидат оттргнување од главната тема, меѓутоа пат некако ќе бидат, би рекол, предизвикани од самата тема. Сега до моментот дека повеќе не го чувствуваме стравот на директна закана, тогаш мислам дека ќе почнат да се нормализираат работите, потребата на луѓето да бараат информации надвор од тоа што им е директна закана. Многу интересни поенти. Јас само нешто би дополнил на оваа тема е дека кога имаме премногу информации за дел од темите, а за некои немаме доволно, тогаш се случуваат некои чудни појави. Например, имаме многу информации кои што се не знам, фактографски бројки, каде е проширен, колку има медицински примени лица, колку се заболени и така натаму, но да речеме за теми кои што се поврзани со ова, заради актуелноста на темата, самата природа на темата на проблемот, например лекот за корона. Сега не бидејќи тоа се уште актуелно, немаме некоја временска дистанца, значи за некои работи треба време, меѓутоа тоа не го трпат. Сега сите, особено на социјалните мрежи, сакаат да се вклучат во на таа тема. Значи, ајде да го најдеме лекот за короната пред сите научници, пред сите лаборатории. Значи, некако таа временска оска е сосема нарушена и медиумите ни помагаат ние, значи, премногу да се играме со тие сериозни теми, значи да пласираме своји субјективни мислења или непроверени информации како, не знам, како вистинска информација, што не е во ред. Значи, исто тоа е, значи, за теме за кои што немаме доволно информации,
се чувства тој вакуум од проверени информации, тогаш луѓето повеќе се привлечени да се вклучат во дискусија и прават еден шум кој што го препокрива недостатокот од вистински информации и ја искривува нашата слика за реалност, всушност. И прави притисок и врз институциите. Еве сега, значи, ако се уште не е пронајден лекот, а таму има 50 нови рецепти од алтернативната медицина за короната, тоа прави притисок и на нас како јавност, односно граѓани, и на институциите кои што треба тоа да го сработат. И се изместуваат тие работи. Значи, меѓусебната поврзаност, мреженоста прави доста изместување од нормалните процеси. Значи, некој за да пронајде лек за корона, навистина треба време за тоа. Еве, јас сега слушам дека е тестот во Соединените Американски држави, денес излезе таа информација, дека за 2 дена може да се, за 2 часа може да се добијат резултати од тестирањето за дали има некој или не COVID-19, што порано нели требаше 2-3 дена беа. И сега во таа смисла се зголемува притисокот и никој не може да предвиди што ќе донесе тој притисок. Најчесто притисокот не носи позитивни работи. Повеле. Јас сакам да се префрлам на последнава тема што имаме ние како момент. Значи, и полека да превршуваме, затоа што во спротивно ќе влеземе во една нова епизода која што ја договараме со Мите, а тоа е само за рецептите, односно лековите за корона, која што ќе биде посебно. Што ќе ги анализираме лековите. Значи, некако фокус заклучок, ако можам да сумираме дека, окей, треба да пазиме повеќе на проверени информации, што е нормална работа, значи да идеме повеќе на традиционален тип на обработка на информации, да изменуваме социјални медиуми заедно со social distancing, како и се викаше, социјалното одвојување. Меѓутоа, тек компании и социјалните медиуми, особено YouTube, Facebook, Twitter и слично, деновиве демонстрира можеби најголема подготвеност во споредба со сите други. Не само подготвеност, туку и капацитет за справување. Некако можеби демонстрира можеби под влијание на сите ние притисоци на тема политика и избори од изминативе години, дека се спремни и подложни дали почувствува дека ова е заедничко добро, па кај ќе се потрудиме или не, ама изреагира прилично задоволително и прилично добро. Во смисел на поставување на официјални информации, фаворизирање на официјални извори на информации и ништење, односно тргање на содржина која што е потенцијално штетна за нели справување со целата оваа криза. Зборуваме на глобално ниво. На страна од донации, на страна од сите тие работи што нели као пари имаат, ќе ги дадат, нема да ги дадат, зборуваме за технички решенија кои што и како покажаа дека можело ова да се направи. Го чекаме Мите. Ја мислам дека е нормална ситуацијата, затоа што тие компании се ужасно ефикасни. И во ваква ситуација каде што треба брза реакција, они сигурно имаат системи во кои што во натрешната компанијска култура и така натаму со години ја практикуваат за сигурно не за пандемија, ама за поврзано со нивниот делокруг на работите. Они се такви големи компании се навикнати да ги имаат тие системи за брза реакција. Владите се троми, не можат да реагираат на ситуациите, особено во демократските системи. Во демократските системи нарочно се намалува улогата или се продолжува сетот на одлуки само со цел нели за да се задржи оној принцип на американците што го имаат во нивната демократија, check and balances. Не може толку брзо да се носат одлуките. И тоа е разликата. Ваму имаш структура која што ја би рекол е прилично насочена кон максимизирање на ефикасност, а ваму имаш една друга структура која што имаш други компоненти затоа што човекот не е само бројка, е социјално суштество и затоа тие се троми, мораат да имаат одредени
граници до кај може да бидат, до кај може да испробуваат својата ефикасност, а да не ги нарушат другите слободи, да речеме, или права на граѓаните. И во таа ситуација, најверојатно поради притисокот што го има, се губиш. Ќе продолжам јас. Изгледа немам батерија. Ќе продолжам јас. Ако може, Дарко, значи префрлим. Можам да коментирам дека се покажува дека корпоративната ефикасност е поефикасна, односно по-действителна од државната. Значи, државните структури побавно реагираат, корпоративните структури се по-хиерархиски поставени. Значи, таму може 2-3 луѓе да решат и тоа да се, како да кажам, веднаш да се спроведе, по-забрзано. Значи, корпорациите, компаниите, големите компании имаат поизразена вертикална организираност, која што по тоа полесно се применува и по-забрзо. Втора работа која што јас би ја коментирал, темата која што ти ја постави е дека среќа во несреќа е што овие големи компании се спремаат за председателските избори подоцна оваа година и очекува хаос, мислам, во сите сфери на своето работење, односно по-зголемена активност, така и Facebook, и YouTube и другите големи компании, вклучително и Amazon, се спремаат за тој пик и Facebook имаше непријатното искуство од дебатата во Американскиот сенат и они веќе си го јадеа стапот кашано вака колоквијално и се спрема посериозно, значи веќе некои процедури беа подготвени, особено велам во контекст на председателските избори и навистина добро реагира, значи се гледа дека имаат и воспоставени процедури за различни типови на појави, како да се канализираат информациите и така натаму. Значи тоа се два клучни фактори. Значи претходното искуство и она за што се подготвува за изборите. Значи морам да дополнам уште една работа тука, затоа што зашто беа толку ефикасни или се толку ефикасни? Затоа што имаат многу јасна, чиста ситуација што е црно, што е бело, што е 1, што е 0. Што е вистина, што не е вистина, во смисол на тоа дека сите сме на истата страна, нема политика во смисол на тоа дека официјалните извори се, не знам, за Министерство за здравство, Светска здравствена организација и така натаму. Од нив ќе ги веруваме, ќе ги фаворизираме информациите. За разлика од тоа кога имаш ти политика, тука имаш многу преплетени игри во кои што, мислам, која страна и да ја фатиш, како и да почнеш да мериш што е вистина, што не е вистина, некој ќе биде незадоволен од таа приказка во рамките на една иста држава. Така да, веројатно, судејќи по сето тоа, сега на Facebook и на YouTube и на Google и на сите ми е далеко полесно да донесат одлука, ова ќе го направиме, технички можеме да го направиме, еве се спремивме и имаме верификација на факти, имаме потврдени организации и ќе се трудиме да ги следиме нив. Меѓутоа верификација на факти во една ваква ситуација и верификација на факти во дебата политичка за избори е многу различно. Се тоа држи. Апсолутно сите овие поенти се на место. Може да се шири приказната, но ова според да се покажа како многу важно. Иако мора да бидеме свесни дека корпорациите, компаниите не треба повторно да се залюбуваме во нивната ефикасност, туку да бидеме внимателни, дека во кризни ситуации тие може побрзо да реагираат, но таа ефикасност да не се пресликува во тоа како функционираат цели држави. Тоа е невозможно, затоа што компаниите не се автократски структури, ама не се толку демократски, не се толку инклузивни. Така што тоа треба да се уважи, но да не се применува као општ модел сега. Така треба и државата за да биде поефикасна. Ќе запушиме генерален заклучок. Мите ќе го дадеш? Што да дадам генерален заклучок, не знам. Тоа би им порачал на гледачи. Останете дома. Останете дома, тоа, да. Сакале или некеле. Ја мислам дека мора да одговори на прашањето до кога вака. Да, и што по ова? По ова ништо толку. Светот кој што го познававме, барем така најголемите аналитичари викаат,
тие футуролозите дека светот кој што сме го познавале сега немало да биде ист после пандемија во одие кој ќе се справиме со неа и како ќе се справиме. Една многу важна работа не кажав, Дарко, извини. Значи многу мора да внимаваме дека премногу негативност има и на социјалните мрежи, особено за оваа тема. Значи ако отворите социјални мрежи, луѓето навистина претеруваат само со споделување на негативни работи. Овој таму го видел, овој не ги почитува мерките. Се создава слика дека сите го прават, а не, мислам. Да речеме, ако 15% го прават тоа, 10% не ги почитуваат мерките, на Facebook имате представа дека 100% од информациите за тоа се само за тие што не ги почитуваат. И може малку да се изместиме во некој вид на негативно расположение, дека ете никој не ги почитува мерките и тоа да не охрабри ние да не ги почитуваме мерките, така да дека тоа е искривена слика. Луѓето сака само негативните работи да ги стават на Facebook и на Twitter и на не знам каде се, Instagram. Дека најголемиот дел од населението навистина се дисциплиниран. Тоа може да се каже, навистина. Јас така реагирав. Јас реагирав на сликите за во автобус кога беа ние дека се туркаат внатре за да влезат и сега тогаш бев малце помалце на страната на луѓето, односно бев на страната на луѓето. Меѓутоа и верувам, гледав дека има доволно автобуси, па не знаев како да пресудам. Меѓутоа индикативно ми беше дека имаше една-две слики, не повеќе, мислам од една ситуација, али ова сега со пензионерите вчера и денеска ми е најхит, мислам и тука апсолутно ги обвинувам пензионерите и никој друг. Ова треба посебен термин за ова, пензионерска деликвенција. Не повеќе, само навистина требаат нови зборови за ова што ни се случува. Дефинитивно. Па имаме инфодемија, нели како беше тоа? Инфодемија, да. Меѓутоа најбитното нешто е, како што кажавме, што можно подалеку од сите дезинформации што ќе ги најдете, значи тоа social media distancing исто да се практикува, односно информацијска диета малце, за да останеме што е можно по-разумни во целокупна во ситуација. Особено ако се продолжи ситуацијата и да луѓето мора да останат уште 2 недели, уште цел месец можеби дома. Сето тоа ќе создава фрустрации кои што некаде ќе мора да избијат на површина. А најлесното избивање на површина е преку социјалните мрежи, затоа што знаеш, седиш за тастатура и ја чувствуваш лагодноста дека ја нема некој до тебе да ти врзи шамар ако тресеш глупости. Туку можеш да си пишеш што сакаш и многу е, но таа фрустрација што би можела да се случи поради продолжување на сето ова ќе биде тешка за справа, Се враќаме со трет кадар во позадина што го има Бити, за да јавиме оваа епизода на Колкас, легендарна епизода, затоа што мислам дека ќе биде рекордна подолжина. Се обидувавме да стигнеме блиску до она што го имаат како интервјуа на Балкан Инфо, тоа туку што го разбрав јас, меѓутоа таму рекордите биле многу поголеми. Бите, ќе имаш завршната реч, пошто така те прекинавме предходно, повели ние ке мафтаме. Толку многу кратко, само информацијска диета во овие денови, за да не си го загубиме разумот од премногу информации, да лутаме дека израелците измислиле лек за овој како за короната, а лекот е лимон со вода и со сода бикарбона. Ја колку што се сеќавам, татко ми овој лек го пиеше за киселина која ќе се прејадеш. Така да тешко дека тоа лечи корона. Јас сум разочаран, нема ѓумбир. Поздрав. Ѓумбир, ово е израелски. Ајде, чао.